Ние со гостинот овде во студиото 3 на Македонската телевизија наредниве минути ќе се обидеме уште еднаш да пратиме гласно порака зошто треба да бидеме внимателни за да одржиме нашата и безбедноста на останатите учесници во сообраќајот. Гостин во Македонија наутро, професорот на Факултетот за безбедност Никола Дујовски. Добро утро, професори, и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, добро. Ќе го започнеме разговорот со статистики. Глобално, годишно околу 1,35 милиони луѓе го губат животот во сообраќајни незгоди, кај нас околу 150 лица годишно. Па ако сообраќајките, професоре, се главна причина за смрт на младите помеѓу 15 и 29 години. Нели е тоа доволен повод за поголема ангажираност и институционална, но и индивидуална? Се разбира, јас би сакал на овој ден да го ставиме акцентот на индивидуалната одговорност, затоа што тоа е пресудно. Закони има, инфраструктура има, возилата се релативно нови, Македонија веќе не спаѓа во категоријата на земји со стар возен парк, напротив, и останува сериозно да се работи на подигнување на индивидуалната свест, затоа што најголем придонес за безбедноста во сообраќајот може да дадат возачите и сите учесници доколку ги почитуваат правилата и тоа на начин кој што ќе им овозможи безбедно учество во сообраќајот. Затоа ајде да посветиме внимание да зборуваме за нив. Казните се тука, патиштата се направени. Сега имаме добри делници по кои што може да се вози со значително повисоки просечни брзини, но факт е дека тие делници станаа делници на смртта. Таму многу често се гине, таму многу често се случуваат фатални сообраќајни незгоди во кои што апсолутно мораме да ги исклучиме и временските услови, и патот, и сигнализацијата и се друго и да се сконцентрираме на улогата на возачот. Возачите се апсолутно несовесни кога ги управуваат возилата, посебно надвор од населените места. Па и доколку направиме малку подетална анализа на сообраќајните незгоди со тешки последици, ќе забележиме дека речиси во сите тие несреќи има сериозно отстапување од почитувањето на правилата. Сите треба да бидат свесни, особено возачите, помладите возачи, дека денешните автомобили се многу потешки за управување од колку порано. Тие само навидум полесно се управуваат, меѓутоа се толку силни во своите капацитети што за неколку секунди можат во целост да го променат текот на сообраќајот. И затоа треба секојдневно да апелираме. Повторно, посебно кај младите луѓе, не смеат да си поигруваат со почитувањето на сообраќајните правила, заради нив, заради нивните семејства, но и за сите други кои што учествуваат во сообраќајот. И мора строго и одсечно секогаш да кажуваме дека да, погрешно е таквото управување со моторно возило. Да, тоа може да ве одведе во смрт, вас или некој друг, или да предизвика сериозни последици кои што ќе ги носите целиот живот. Зборувајќи за ова, не смееме да заборавиме колку навистина не ги почитуваме правилата. Например, често велиме, во Европа е поразлично, да, поразлично е. Бројките покажуваат дека овде на Балканот, и Македонија не е исклучок од тој просек, на 1 милион жители страдаат приближно 65-70 лица годишно. Зборувам за смртни последици, тешките телесни повреди се неколку пати поголеми. Во Европа просекот е 40-41. Европските земји имаат толку смртност на 1 милион жители. Најдобри се северноевропските земји, каде што просекот е нешто над 20 загинати, што значи 3 пати помалку од колку во овој дел на Европа. И во овој смисол, патиштата не се разликуваат многу. Ете, се изградија навистина квалитетни делници према Кочани, автопатот од Табановце до Богородице целосно завршен. Но коригирајте ми, се извинувам што ве прекинувам ако грешам. Колку полесно се пристигнува, толку повеќе жртви има? Има, за жал, заради невниманието. Денес возачите имаат многу повеќе други активности кои што ги прават. Зборуваат на мобилен телефон, го одвлекуваат вниманието со навигацијските системи и така натаму. Не се сконцентрирани на патот и на условите на патот. Еве конкретен пример. Кога има гужва на патарините према Скопје или надвор од Скопје, sejedno, ние секогаш ги блокираме сите можни ленти. И сега сликата во Словенија, во Германија е дека една лента, вообичаено средната лента е секогаш слободна заради возилата на итната медицинска помош, на полицијата, на противпожарните и така натаму, возилата за итни состојби. Кај нас не можеме на ниту еден начин да ги насочиме возачите дека една лента мора постојано да биде слободна. Не случајно е оставена една лента на тие автопати каде што има 3 или повеќе сообраќајни ленти да биде слободна. Така се развива сообраќајната култура. Кога секој ќе
свати дека не е сам на патот и дека можеби некому му е потребна поголема помош отколку на нас, ќе зборуваме и за сообраќајна култура. Професоре, брзото возење според анализите е клучно за сообраќајните незгоди. Никаде прочитав дека повредите на пат може да се спречат за 30% само доколку намалиме 5% од просечната брзина. Чисто и вашиот факултет е дел од кампањата на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Колку сметате дека јавното говорење, константното гласно говорење на оваа тема дава ефект или постои ли некаков добар модел, споменавте европски, светски, кој што можеме да го примениме во контекст? Не мора да одиме во Европа. Ние со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и со Министерството за внатрешни работи веќе трета година зајакнато работиме на превенција во сообраќајот. И сега ќе ви кажам еден конкретен пример кој што дури од Европа го земаат како многу позитивен, а е наш. Во месеците април и мај 2022 година интензивно работевме за безбедноста на пешаците во урбаните средини, во Скопје, во Гостивар, во Охрид, Битола, Куманово, Велес, Штип. Постојано, во континуитет, припадниците на МВР, на РСБСП, ние со нашите студенти. Секој викенд, сабота и недела бевме на различни локации во многу градови. И во тие 2 месеци, додека континуирано работевме во Македонија, не загина ниту еден пешак. И тоа не е случајно. И тие бројки можат детално да се анализираат. Може да постигнеме резултат само преку континуирани активности и континуирани мерки, кои што мора да подразбираат доминантно превенција. Да ги насочуваме младите, да ги едуцираме. Но и постарите се разбира, тие се чести прекршители. Ги слушнавме и граѓаните во анкетата, знаат добро да ги лоцираат проблемите, но кога е во прашање почитувањето, дури ни тие самите, ни ние, не ги почитуваме правилата, често возиме по рутина. И таквиот пример следеше и долго потоа. Кога се вративме повторно на тие активности, септември и октомври, бидејќи тоа се месеци за зголемена безбедност на пешаците, повторно имавме извонредни резултати. И во 2022 беше значително намален бројот на настрадани пешаци и од аспект на загинати и од аспект на повредени во сообраќајот. Значи, таквите кампањи може да даваат резултат, но мора да зборуваме за подготвеноста за учество во сообраќајот значително пред почетокот на обуката во образовниот систем, во основните училишта, во средните училишта, на факултетите. Сето тоа мора да биде една постојана кампања која што ќе ги држи младите и сите учесници будни. И тоа сакав да ве прашам. Генерално се следува на одреден временски период кога професорите или наставниците се фокусираат на оваа тема со децата. Ова треба да биде континуиран процес, постојано, професоре. Дали во вид на постојани наставни содржини, дали во вид на посебен предмет, нешто што константно треба да го одржуваме? Треба. Министерството за внатрешни работи спроведува превентивни активности во речиси сите училишта на почетокот на учебната година, меѓутоа тие треба да бидат уште поприсутни, затоа што значи многу, посебно кај помладите, кај децата, кај нив се гради сообраќајната култура, таа е дел од општата култура, се разбира. Доколку бидат присутни и секој кој што може, има многу субјекти во сообраќајот кои што можат да влијаат позитивно во смисла на градење на односот кон почитувањето на правила, може да очекуваме за одреден временски период, на пример среден 10 години, да имаме значително подобрување на сообраќајната култура. Доколку продолжиме како и досега да имаме комбинација од блага превенција и можеби уште поблага репресија, не очекувајте резултати. Една сообраќајна незгода не подразбира, професоре, само увидот полиција. Тука се многу алки кои што се вклучени во целата приказна, итната медицинска помош, пожарникарите, многу останати алки кои што нудат поддршка на семејствата на повредените и загинатите. Може би најмалку се мисли на економските последици, бидејќи фокусот е на повредените и загинатите, но факт е дека и државата има загуби. 3 до 5% од бруто домашниот производ на земјите се губи токму на последиците од сообраќајки. Токму така, осигурителните компании прават детални анализи и секогаш се станува збор за навистина страшни бројки на материјална штета и на нематеријална штета која што ни соодветна процедура потоа им се исплаќа на семејствата на загинатите, на повредените лица, на инвалидизираните. Многу е поголема премијата кога некое лице ќе остане инвалид за цел живот. Тоа се навистина поразителни бројки кои што мора да не опоменат, кои што мора да ни укажат дека навистина е сериозно, да се учествува во сообраќајот е голем предизвик. Смртноста кај младите луѓе е дефинитивно и не само туку секоја друга смртност која што не е поврзана со болест е резултат на сообраќајните незгоди, зборувам како процент на смртност. Секаде во светот значително се страда во сообраќајот и затоа ајде на овој ден да ги повикаме сите
од нас зависи. Не зависи од сообраќајниот полицаец кој што регулира сообраќај или кој што ја мери брзината на движење. Не треба да гледаме така. Дали има полициска патрола која што ќе го контролира сообраќајот или не. Треба сите ние да си ставиме ограничување на движењето, на брзината, затоа што Македонија е мала држава. Да се навратам само кратко на ова од претходно. Најдолгата делница кај нас е Скопје-Охрид, на пример, каде што е 170 км на час. Доколку ги почитувате сообраќајните правила, ви се потребни 2 часа и 30 на минути да стигнете од Скопје до Охрид. Доколку е зголемите брзината за 20 или 30% повеќе, што апсолутно нема многу да ви помогне, ќе возите надвор од правилата, ќе стигнете за 2 часа и 10 на 15 минути. Зборуваме за 10 минути кои што живот значат. Секој мора да биде свесен за тоа. Апсолутно. Професоре, благодарам за гостувањето во Македонија наутро на темата.